Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите отвораат душа, ако не ние ќе им отвориме, се разбира не со сила, со палета или лепеза на прашања на кои не ќе можат да не одговорат, а одговорите како и секогаш. Никаде ништо слично како овде во Ништо лично. Се надевам дека и денес ќе слушнете и сигурен сум дека ќе слушнете некои работи кои за прв пат ќе ги слушнете, некои работи кои сте ги чуле, не дочуле, ќе ги дефинираме дали се така или не се, ќе слушнете многу различни муавети од еден ист човек. А денес имаме ултра, екстра специјален гостен. Човекот кој веројатно важи за најкомплетната мултимедијална личност во земјава, ако не и пошироко. Човек кој е познат како актер, познат како ТВ водител, работел на радио, работел како водител на манифестации, напишал неколку книги, музичар, пеач, блузер. Лузер не е професија, ама и уинер не е професија. Како и да е, во последно време инфлуенсер кој не му е професија, ама не знам дали добро заработува од неа. Како и да е, човекот се собрано во едно. Сте го гледале на сите позиции и веројатно е можеби најдобриот на сите времиња. Има биографија за 100 години, а биографија која се памети со векови, ако седнете да ја читате и анализирате. Направил многу нешта, многу убави работи во животот, направил и многу глупости и за едното, и за другото, и за сето она што го кажав, ексклузивно во Ништо лично, што би рекле, маестро Игор Џамбазов. Генерацијо, добре дојде. Здраво, генерацијо. Да рачистиме прво со ова маестро. Значи, маестро беше да прости микрофонот ми го начука пере од нокаут. На оној историски концерт Unplugged во македонскиот народен театар, тогаш сега Македонска опера и балет, така ме најави кога прв пат ја изведовме заедно Бестрага и некако луѓето се налепија тоа и секогаш му викам пере што ми направи. Значи маестро беше мојот машки родител број 1, маестро Александар Џамбазов. И он беше познат како маестро. Не знам дали го знаеш тоа дека децата од Златно Славиче го вика Чичко маестро Џамбас. Тоа беше вистински маестро, но ево и пред подкастов си поразговаравме малку дека маестро е всушност секој човек што е успешен во својата професија во областа на уметноста и култура. Сега ново име ќе ти дам, бидејќи ти си успешен во повеќе професии од областа на уметноста и културата, од денес си мултимаестро. Мултимаестро. Преголеми зборови, секако дека ми годат, ја не сум човек што лаже дека не му годат. Ја ден денеска не сум човек што прави лице. Така не така. Во секој случај еве да речеме дека сум поталентиран од некои други, па можеби тоа избликнало со текот на времето. И јас, кога почнав како млад уметник, не бев свесен дека сето тоа ќе успеам да го направам. Мене ми беше најбитно да бидам добар глумец. Кога сме кај талентот, повеќе се базираш на талентот или на работата? Мене ми се чини на првото. Ти кажам сега, па чудни тези има за тоа. Да речеме, мојот професор на Факултетот за драмски уметности, дали нешто се повеќе надарени, помалку работат? Викаше вака, и тоа да знаеш дека беше многу оправо човекот. Вика, глумата, добар глумец станува оној што има макар 1% талент, другото 99% е работа. А овие модерниве се 100% се однесуваат како да има 99% талент, а им фали само тој 1% овако, ни тој не го прават. Така да веднаш да расчистиме со тоа. Добро, дете си на познато семејство, всушност од Петре Прличко, легендата, бардот на македонското глумиште, преку мајка ти Анче, татко ти Александар Џамбазов, ама дете си на мешовит брак кога е професијата во прашање. Да. Сега, зошто ја одбрак глумата како професија, а не музиката како професија, ако ова го трнеме на страна? Глумците во моето семејство спрема музичарите 2:1 биле. И секогаш се приклонуваш кон победничкава опција. Зошто на ФДУ, не на музичка академија? Ти кажам, тоа со музиката многу подоцна почна. Мислам, јас бев уште на 12 годишна возраст, кога игра во Волшебното самарче, убеден дека ќе бидам актер.
И само после 6 години од волшебното самарче јас полагав приемен испит на факултетот за драмски уметности. Чекај, не ти беше волшебното самарче прва улога? Не беше, не, но тогаш одлучив. Македонскиот дел од пеколот е Тогаш првата улога. почувствував колку е добро да си звезда, дете звезда, да те сакаат сите, да те препознаваат. Што е звезда? По улици. Да. Во секој случај, бев убеден дека ќе бидам актер, а љубовта кон музиката ми ја даде татко ми, но истовремено и не беше човек кој ме научи многу за музиката. Он беше човек кој ме виде дека се мачам со гитарата, слушал оно другата соба дека се мачам. Нешто покушаш да дрндаш, ови рече. Така и влезе во собата, ова може би сум го кажувал, да бе, тато, покажи нешто. Некоја Немаше тогаш книги, се Да. интернет да видиш како се ваѓа гедо. Нема YouTube. Не, немаше ништо. Ај фати ова, што знаеш да фатиш на гитара? И ја викам, еве, ова е едур, и му фаќам едур, и он вика, добро, сега на скалата после евдур кој доаѓа? Физдур. Аха, значи ова погоре е физдур. Ова над физдур, гедур. Ова гиздур, ова адур, ова бедур, ова хадур, ова цедур. Па знаеш да свириш, ми вика бесинко. Сита, ова што е амол, значи ова е бемол, ова е хамол, ова е цемол, ова е цисмол, ова е... Па ти знаеш што ме малтретираш, ми вика. Значи, татко ми джамбас толку траеше Толку од едукација. едукацијата, тоа. И подосна кога решив да учам и ноти, имав среќа, Илија Пеовски, легендарниот Илчо Бас, беше испратен во она време од страна на телевизија Скопје во тоа време на специализација во Беркли. Значи, тој првиот македонец што завршил во Беркли. Кога се врати во гимназијата Георги Димитров, после вечерните часови доаѓа половина од оркестарот, биг бенд оркестарот на татко ми, а Илчо ги учеше за Беркли начинот на аранжирање, компонирање, скали, Тоа се вика дополнителна настава. лидиски, миксолидиски. Не разбирав јас тогаш многу, но Илчо Бас ме натера да ја засакам музиката, така што се вика попрофесионално, и сега може би ќе се зачудат луѓето, ама јас ден денеска знам да читам ноти што се вика прима виста, знам и да напишам, не сум имал прилика, сега со новите технологии што Не ти ни се- требало, да? Ноти, половина од светските звезди не знаат што се ноти. Но да се вратиме на прашањето. Кога татко ми понуди да го напишам првиот текст за негова композиција, веројатно сакаше да ме почувствува Да види. да види. Првиот текст што му го напишав на джамбас беше за фестивал извиджача у Ниш. И напишавме песна извиджачи, збор, збор, збор и за извиджачи. Живот ја пееше Лидија Кочовска, која тогаш имаше 10,5 години. Тој првот. Татко ми виде дека ме бива и дојде време на макфестите, и јас и джамбас имавме на првите 2 макфести заеднички композиции. Да речеме на првиот макфест Пепел ин Кри, кој само 2 години постоја му беа на Тото Котуњо придружни вокали на Евровизија, пеи за љубовта, пеи за младоста, а втората година песната се викаше Трпе ке го жениме. Да, нешто така, и беше некој супер бенд направен, ми собрани од македонска телевизија, да. Денес Трпе ке го жениме. Така, и во тој момент јас почувствував, тоаш прв пат кога отидов на Макфест, кога слушнав тоа озвучување во живот, и текно е Макфест, првите 2 Макфести беа како цивилизацијски шок за сите нас што се занимававме со таа работа, кога ги видовме тие озвучења прв пат, кога чувме добра продукција, добри матрици, тогаш плейбек немаше ни матрица. Тогаш почнав да се обидувам и јас нешто да компонирам. И веќе на 18-19 години јас имав своји композиции кои се срамев да му ги отсвирам на джамбас, мислев дека не заслужуваат. Еден ден сам ми рече, бе синко, тоа што дрндаш, слушам и текстови правеше. И му отсвира 2-3 од тие и вака ми вика, синко, па ти си бил талентиран. Ти си за академија. Да. И Ма никогаш не посака на академија, нити тој те натера. Не, никогаш. Мојата професија си е актер, дипломиран актер. Тоа што Господ ми дал, или гените, судбината ми дале нешто повеќе од тоа, ете му благодарам на Господ или на судбината, на кого и да е потребно. И дури таму 91-2, кога се појавив и на Макфест со време за плачење, па со Тања, Лидија и Џони, сватив дека јас можам во секој време да напишам композиции какви што се
на Макфест. И можеби сум еден од ретките што пишувал и поп музика, и детски песнички, и блузови, и фанки, и соул музика. Само народњаци, на Валандова не си бил. По да ти кажам, кога беше една криза пред 10 години на Харему, и кав, направиме две-три на Австралија и шведски ги расториме нашите, ама не. Сепак еве и ти ќе признаеш дека таа дружба со Харе и со тој блуз бенд. Генерално сме друга генерација, растени со друга музика. Ама еве, ние се уште се радуваме на проба. Кога ќе закажеме проба во Скопје кога доаѓам, Харе доаѓа обврзно, и стварно се чувствуваме како пред 30 години. Како да не гледаш ко тинејџери, си свириме свој стил, ама е добро, и си се тешиме, си се мотивираме самите себе си. Да, го почувствував тоа сега кога се така да, многу се, не се лутам, туку секојаш кога ме најавуваат, ми пречи што не кажуваат музичар. Кажуваат пејач, ја не сум пејач, ја да знаев да пеам, Антонио, сега ќе пеев пред група на Барбара Стрейсенд на Трамп хотелот у Лас Вегас. Јас двете ги кажав во најавата. Музика и пејач и музичар. Така, ама затоа што си генерација не смеш да оманеш, брате. Кажи ми колку презимето, односно името, односно печатот на семејството ти беше предност која ти ги отвара сите врати во глумата, колку ти беше бреме како бетон околу нозете која те влече надоле заради познатите љубомори, суети или не знам. Повеќе бреме. Повеќе бреме. Многу повеќе мораше јас да се докажувам на факултетот за драмски уметности и затоа јас одбрав таков пат. Ке ми завршеа часовите на Академија 4-5 попладне, одевме во бифе Карпуш на некој ладен сендвич и едно пиво и директно во драмски театар да се гледаат представите. И јас сум многу благодарен на факултетот за драмски уметности што ми ја додели дипломата, што ми овозможи да дипломирам, но искрено многу малку научив за глумата од самиот факултет. Значи, глумата не може да биде теорија. Глумата се учи во пракса. Мора да е искуство, така ли? Така е. Бугарите знаеш како викаат за уметност? Искуство. Искуство се вика уметност на бугарски. Да. И во тоа време на факултет за драмски уметности беше врвот на педагогијата театарска. Не зборам само за времето. Унко, Љубиша, Владе Милчин, значи најдобри професори во Југославија имавме. Но јас не научив ништо за глумата толку колку што научив од секоја вечер седење од страна на сцената, гледајќи ги представите. И што се случува? Ја ги гледам сите представи и почнуваат детските болести на театарот. Зози многу се начуло, нема да дојде на представа, можеш ли да упаднеш во Солунски патрул? Како нема? Што треба да играм? Ја на памет ја знаеш. Така малку по малку ме вика лешинар. Вика чека некој да се разбава. Не беше тоа така. Јас бев во театар секако и само што се вика двај чекаш некој да не дојде да упаднеш, нели? И така некако и јас се видов себе си во таа шема, да речеме, а театарот ме виде како човек што е корисен за театарот, не само како талентиран млад актер, туку и како човек што може да помогне и во други некои сфери. Ово не сум го кажал, може би прв пат ќе го кажам, сеќавам, во најголемата театарска слава моја, кога играв Чија си Греф или Шприцер, значи играв во секоја представа, имавме двајца инспициенти во театарот. Инспициент, да објаснам за тие што не знаете, главниот човек што ја води представата, што не повикува уште 2 минути до почеток, ајде Игор на сцена, ајде Ненад, време, стејдж менаџер. Едниот Чичко Ѓурко Стојановски, Чичко Темчо, замина во пензија, а Томе Моловски, легендарниот Томе Моловец, работеше со Кустурица филм, еден од филмовите. Он му беше сет менаџер на сите филмови. И нема инспициент. Нема инспициент. Не може да се одржи представата. И јас влегувам кај Чоре во канцеларија, кој беше директор, и му викам, видов дека имат намера да ги откажат представите, викам, комете, молам, какво откажувај? Па кој ќе води, бе, кој? Јас викам. Јас сум единствениот глумец што играл главна улога во представата и трчал да биде ја водел да ги повикува своите колеги. Тоа не може да го направи секој. Ама јас го направив не затоа што бев, туку затоа што сакав да го направам, морав да го направам. Мислев дека така му помагам на театарот и му помогнав во многу случаи. Сега, кај е неправдата вечна? Што јас, човек кој спаси 1000 представи, кои не требаше да се одржат во драмски, а се одржаа затоа што ја бев спремен тоа да го направам, но се памети таа една грешка кога јас не сум дошол на представа, затоа што сум бил лошо информиран или сум бил замаен, негде не е ни битно. И тоа ме заболе многу и 93-та јас го напуштив драмски театар, бидејќи
почувствував дека не сум веќе добре дојден и се почувствував како искористена старлета. Стварно се почувствував како искористена старлета. До тоа И случај, ова интересно, во тоа време сите сакаа од МНТ да избегаат во Драмски, пошто Драмски беше еден од најдобрите балкански театри. А само ја од Драмски, со 6 месеци пауза, трансфер Барса Реал, отидов у МНТ. И баш вчера на представата, еден од колегите ми вика, абе гледавме, вика, сега монографијата, вика, 94-та си дојден, вика, од Драмски, да. Па вика, тогаш почнуваат најдобрите представи на МНТ у тоа време. Буре, Барут, ти тегна Роден ден, Пинтер, добив награда интернационална, обзрни се во гнев, Лаши пара лаш. Некако се чувствувам како човек кој и му даде свежина на тогаш веќе клапнатиот национален театар, кој немаше ни хит представи, немаше ни глумци, бега глумците од него. И прекрасно се чувствувам кога денеска на 80 години од постоењето на МНТ, кога ќе погледнам кај се сум бил и што се сум направил, се викам, Джамбас, па извини, ама ти си направил нешто за овојто. Нешто сум оставил зад мене што не смрди. Така викам ја. Сум оставил нешто што луѓето ќе го паметат. Ај да останеме уште малку меѓу музиката и театарот. Никогаш не си пел на Златно словече? Сум пел на првото Златно словече. Па Антонио тогаш 70-та година првото Златно славече. Татко ти основоположник. Така, што беше работата? Тогаш имаше само 2-3 дечиња кои во склоп на тогашната детска радиодрама знаеа и да пеат. И на првото Златно славече пеевме ние, децата на музичарите. Јас, сестра ми Тања ја пееше, Пеперутка. Пеперутка, дробна сум нежна, уедно бело облечена. Да речеме, ако го памтиш Саша Гајич. Ловти подрумите, криле, тандара бош, тандара бош. Сакам да кажам, таа прва година во Драмски театар се одржа Златното славече, сите на тамошни години беше во овако, го доживеав првото соочување со реалноста на таа прво издание на Златно славече. Јас ја пеев Страшен лав од татко ми и освои според публиката 3-то место. И завршува тоа, пеат сите, и во бекстејџот позади ми доаѓа Чичко Благојче Јордановски, кој беше председател на Совет за грижи и воспитување на деца на град Скопје, кој го организира Златно славече, вика Игорче, 3-то место освои татко ми. Што? Како 3-то место? Па вика, какво 3-то место? Бриши. Ма тато ја, бе ти, какво 3-то место вика знаеш? Наместено дека е. Да, и дури во една книга напишав, тогаш сватив колку животот ќе биде суров. Да, првото мое разочарување. Така. Денес живееш подобро од музиката или од театарот? Денес живеам од плодовите на тоа што сум го правил 3-40 години последните. Значи, кој ќе ме прашаат, што ќе правиш со пензија? Свашта си правил, се што си правил. Да, викам, дечки, јас пензијата моја сум ја заработил од пред 30 години, односно ја заработувам секоја година. Тантиемите од музичките права, се продале капи, мајци со Игор Џамбазов, со неговите слогани, 6-7 книги ми се во продажба, се продаваат и тие. И веќе сум си ја осигурал на некој начин пензијата, иако да ти кажам, во Дојран, мислам, сега предпоставам кога ќе одам во пензија, тоа идната година во јули, јас ќе станам веќе пензионер, веројатно ќе добием некоја пензија што нема да ја потрошам у Дојран и да сакам нема да можам да ја потрошам. Таму животот се разбира поевтин, поедноставен, не си во трка со ништо, си во трка со убавината на природата. Дали дојдеме и до Дојран, ќе те прашуваме за тоа. Спомна трансферот од Драмски во МНТ. Полесно ли беше во МНТ заради семејното педигре? Дедот ти Парличко беше еден од основачите, да речеме. Полесно. Мене ми беше поинтересно затоа што играв во представи со мајка ми Анче, разбираш? Како дома. Како дома. И сега јас во најлудите тогаш. Мајка ми тоа дали ќе дојдам на представа, Така, имав неколку представи со мајка ми и стварно се почувствував како дома. МНТ е сепак мојот дом и ќе признаеш, Антонио, дека не е позната друга приказна како нашата. Така. Едно семејство, 3 генерации, сме работеле во истиот театар од 1946 до 2026. Некој вработен имало од нашето семејство. И ние сме, можеби,
единствениото семејство уметничко на Балканот, ако не и пошироко, се обидов да најдат други, нема, навистина нема. Ама чекај, замина и од таму, така? Од каде? Од МНТ? Да. Не, бре, Никогаш? Никогаш. Немаше. Јас бев. Имаше едно време, те немаше во театар. Не. Мене и Александар Чамински 2004-та, покојниот Љупчо Петрушевски, за покојниците се најубаво, не избрка од театар, Тоа сакам да те прашам. со образложение кое го најдов сега во документите, дека не сме приложиле биометриски лични карти. И тоа стоеше, Александар Чамински го памтиш, он се отиде за Словенија со Маја Кастратовиќ, памтиш пианистката беа, баш му беше гајле, ама мене тоа многу ме заболе. И кога дојде Тони Михајловски за уметнички директор, кога беше Дејан Пројковски директор, едно година дена ме убедува, ми се јавува, и на крај попуштив, зашто знаев дека е природно еден ден да се вратам дома. Секој сонува еден ден, после сите патувања и перипети, да се врати дома. Тамо му е најубаво. И навистина се чувствувам како дома, драмски ми е сеја само еден убав спомен од младоста, едни незаборавни 7-8 години во тоа историско бифе на МНТ, од која излегуваат 2-3 од моите книги. Јас бев дете, Антонио, што слушаше се, како Сунгер упиваше. И уште тогаш научив на парагончиња, блок парагончиња на кои Крап ни ги пишуваше рецките за испиените пијачки, јас да напишам виц што сум го слушнал или да запишам анекдота. И еден ден сватив дека има премногу такви ливчиња кои сум ги носел со мене животот и од нив е направена прирачникот за антиалкохоличари, каде што за сите боеми театарски имав напишано како една ода за боемите. Нема врска тоа со алкохолизмот или со пиењето, за боемштината, за убавината на дружбата со музика, поезија со убави жени по некоја чашка алкохол. Не сите боеми се пијаници, не сите пијаници се боеми. Кај нас малку обратно се гледаат работите. Така. Кога сме кај драмски и МНТ, на што повеќе се гордееш? На монодрамата детски работи или на дуодрамата со Весна Петрушевска? Значи, детски работи не беше ни на МНТ, ни на драмски. Тоа беше еден приватен проект кој ја го играв на секаде, го играв во МКЦ. Ама премиерата ти беше во драмски? Во драмски. Но само премиерата, после го играв во МКЦ, тоаш го викавме ние гом на млади, ако памтиш. Да прости микрофонот. Го играв и во салон 1919 и направив неколку гостувања, меѓу кои последното беше на ФААТ, Кочанскиот фестивал на алтернативен и аматерски театар, кај што ја одиграв, и за среќа некој ја снимил и имам корпус деликатес од таа. Тоа ми е веројатно нешто најдобро што сум го направил во театарот. За оние што не знаат, детски работи е монодрама, приказна што ја раскажува едно 6-годишно дете, во која јас играв 22 улоги. Неговиот учител, мајка му, татко му, сестра му, шварарот на сестра му, месарот, неговото другарче што умира несреќно, попот, така натаму. Да, добар шлагворд за обновена тезга може? Па да знаеш дека сега кога размислуваме што би било тоа што ја би го направил како проштална представа пред пензија, за да не ги ставам у трошкови, соло. Да ја направиме истата монодрама како еден кавер на тоа што сме направиле како подсетување. Затоа што самиот автор на детски работи, Рајмон Кус, кој е професионален глумец, до пред 10 години ја играше како 17 годишен човек, он уште си го играше детето од 6 години. Тоа е веројатно најдоброто нешто што сум го направил во областа на театарот, а кога сме кај драмски улогите имав јас чија си Грефили Шприцер. Не зборувам за монодрама и дуодрама. Да. А во МНТ враќањето всушност беше со представата на Тони Михајловски како режисер, јас и Весна Беби го игравме Олби, брачна игра. Ја одигравме, не знам, 50 на пати. Меѓутоа изгубена кондиција, изгубена мотивација, особено кај Весна која тогаш имаше и школата, имаше приватни проблеми и така натаму, знаеш, глумата е сепак тренинг. Знаеш, викаат дека не се заборава возење точак, ама ако не си возел 10 години, ти треба едно саат време низ мало да се потсетиш како беше. Така некако и со глумата. Но што се испостави? Дека јас никош не сум ја загубил кондицијата, можеби мисловната кондиција си ја загубил, можеби брзината на размислување на сцена, бидејќи театарот сепак се случува сега и овде, не се случува како филмот ќе го направиме кога глумецот ќе направи добро сцената. Нема, тоа е еднаш, сега нема враќање. И затоа театарот за мене е најголемата уметност. И затоа ќе му останам должник цел живот, затоа што ме направи и успешен,
ме направи и горд на себе, на своето семејство, горд сум на својот театар, што ги преживеа сите овие перипети и премрежја. Меѓутоа, да ти кажам и друго, ни една лоша влада, ни една лоша власт не може да уништи нешто што траело 80 години. Како за Дојранското езеро. Ќе го уништеле грците зашто прскале со цревата, жити све. Милион години старо езеро, грците со цревата ќе го уништеле. Тоа се живи организми. Дојранското езеро е жив организам. Се повлекува водата, доаѓа, падат снегови дожд, дојќе оди сега да видиш плажите, се вратени. Така и театарот. Да знаеш, и театарот е како не учеа, вика огледало на животот. Нели дека театарот е огледало на животот? Театарот испадна дека е огледало на се. Еве 12-ка што играме сега, не е само представа за 12 породници што одлучуваат за судбината на 12 луѓе кои различно размислуваат на иста тема. Кога се е јасно како Белден, они од тоа прават поинакви аспекти на гледање на нештата. А ја театар да се вратиме на она што е скопски ноќен живот. Беше бевме сите овој дел од скопската шема. Кога првпат ги почувствува првите кафичи, ги памтиш кафулиња? Па јас сум пред кафичите. Ја памтиш ти Шенеда? Па Шенеда до гимназијата, наша 200 метри, таму првпат го слушнав. Првите клупчиња што ги река. Клупчиња, пред кафичите беа клупчиња. Джаджу, Маджо, а овој беше до Георги Димитров, Шенеда, кај што се профилира сите познати диджокеи подосна. И Тоде Панда го донесе од Лондон The Wall, 79-та година. Панда собственикот подосе на хард рок дискотека. Така, и тогаш првпат го слушнаме хеликоптерот. Како Шок, тогаш. Шенеда беше култно место. 2-3 години траеше спроти змија за тие што не знаат, на 200 метри од. Ова беше првото клупче во една гаража. Меѓутоа ние мислевме дека е како студио 54, така го имаше поскапи и други пони, не знам, едни други. Имаше многу, имаше она како се викаше спроти браќа Рибар. Па тоа беше пони, тоа беше пони. Да. Тоа се време на клупчињата, но дури после почнаа кафичите. Камел, Ани, Бони, Пирамида, Матиник, веќе крај на 80-ти Матиник. Почнаа журките. Како ги запозна Пиже и Зеко, па ја направивте Хавана Бенд? Пиже и Зеко не ги запознав ја, тие дојдоа самите. Ние бевме. За овие што не знаат, два легендарни урбани лика кои не беа ни музичари, ни пеачи, беа меракли. Беа меракли. Беа ни гостители, ама беа едни од најдобрите менаџери, така наречени, на ноќниот живот. Знаеш дека двајцата починаа на исти ден? Да, 17 мај. Различни години. 17 мај и од тогаш јас на 17 мај седам дома, не станувам од кревет. Не мрдам. Да не се случи нешто непредвидено. Последниот од Хавана Бенд. Да. Да ја мислам. Они двајца многу ми недостасуваат. Они двајца стварно прерано си отидоа затоа што беа такви, Зеко од едни причини, Пиже од други причини, но не се сеќавам дека толку ме погодила нечија смрт како оваа на Пиже. Затоа што бевме заедно тие години. Тој дури седеше кај мене повеќе од година дена, кога почнував јас со Инстаграмот. Пиже е човекот кој ме натера да отворам Инстаграм. И ми тврдеше дека за неколку години јас ќе бидам маж со најмногу тоа, и тоа многу брзо се мушка инфлуенсерка се случи. Да, сега има веќе и други, Лазаров имаат повеќе од мене, но моите се органик. Моите знам дека се мои следачи, обожаватели и така натаму. Нема Пакистан, нема Индија, нема Тајван, нема тоа. А тоа многу лесно се проверувам, тоа не. Значи, ако некој има дупло од тебе следачи, а моето куче има дупло од него лајкови, нешто не е во ред. Не е во ред. Кажи ми, Хавана Бенд беше еден од првите тие бендови кои имаат такви што саџиски урбани песни. Па ние Ластовица, Ена Веко, Студени нозе, тоа е тоа време. Тоа е тоа време. И да не го забораваме Тоше Попсимонов, кој беше, Тоше Попсимонов и Дарко Димитров се, ајде да речам, основоположници на таа сцена од 90-тите, таа што подоцна се испостави дека е една од најдобрите на Балканот. И јас се уште тврдам дека најдобрата поп музика во моментов се прави во Македонија, од цел Балкан. Србите одамна немаат поп музика, ако не отпее нешто Гоца Тржан, нешто тако, поп музика, оваа, како се вика, Александра, две-три, Радович, толку се.
Нема, хрватите има таа далматинската, нели, по музика, тоа Петага, тоа мене искрено, тоа ми е досадно. Сум ја и ти сме друга генерација, на Deep Purple и Цепели сме растени. Не може Петар Граша да ме возбуди, значи не може Петар Граша да ме возбуди. За мој вкус во. Словенците си се авангарда, они од секој пат биле, единствено сега босанците си остана тврди на тоа дека рок-н-рол е едно, а ове се далинке су нешто сасвим друго, Евровизија е нешто трето и така натаму, и многу ги почитувам заради тоа, но тврдам дека 90-ти и 2000-ти најквалитетната денс, диско, поп музика се правеше во Македонија и ти ќе се сложиш со тоа. Апсолутно. Па, само види, ако има една Евровизија од последните 20 години без Дарко Димитров, главата ги изсечам. А сега пред 2 години 3 имаше песни. И у различни држави. Знаеш што е Дарко Димитров на ниво на Југославија? Гуру. Ми се ти кажувам, гуру. Но не, отворен према. Тоши Поп сигурно беше затворен човек кој уметноста си ја држеше од себе и стално му се љутев. Сеќавам дека еднаш чекав кај него термин на неговото легендарно терасиче кај Пирамида и ми прочита неколку кратки раскази, ала најдобрите кратки раскажувачи на светот. Беше генија за многу нешто. Водуши, викам, дај да ги објавиме. А веќе така ги објавиме. Викам, ја викав така за моите книги, гледај како се продаваат моите книги. Прекрасни ова и ете до семејството некој апел да ги најдат. Тоа беше едно црно тефтерче преполно со ситни приказни, толку беа гениални. Ала Хармс. Даниел Хармс, такви. Мора да постои тоа неговото црно тефтерче во кое му беа сите текстови. Да се провери кај семејството, гениално. Ете, како се вика, после неговата смрт да ги објавиме. Зошто да не? Зошто да не? Кажи ми, зошто не се врати во Хавана бенд кога се реоформија, па Дац Драган Спасов дојде на твој? Не беше Дац прво. Прво Зеко ми се јави, ако не дојдеш на проба, го зијаме Рамбо Амадеус. Рамбо и јас другари баш лани се видовме на Бубамара. Да, ние бевме бенд што се распадна после третата песна. Нема, зошто не се врати, тоа те прашам. Па што знам, тогаш бев во друг филм. Тогаш бев во сосема друг филм. Тогаш почнав со бендот. Многу сериозно да работиме, да вежбаме по гаражи, по сомнителни студија и така. Тоа го направи они крајот на 90-тите, Дацко ми се приклучи, но тоа беше една убава епизода и мене ми беше убаво да ги слушам и да ги гледам. Да, тоа беше повеќе атракција, беше Хавана бенд, толку имаше нешто врска со музика, но тука јас се профилирав некако како добар текстописец, демек. Имав такви модерни двозначни духовити текстови и Владо од тоа време и јас, Тоше Поп Симонов. Тоа беа текстови што младите ги засака, па ти сега земи студени нозеве, човече. Нема песна што не била хит. Ден денес функционира. Ден денес функционира, па дури и знаеш овие помалку познати бендови кавери прават на нивните песни, па нели со Пере кога ги правиме заедничките концерти, доаѓа пеа песни од студени нозе кои сега звучат посвежо и така. Тоа беа прекрасни и ти ќе се сложиш. Тоа време беше време на 12 величествени твои, каде што ислам. Тогаш стварно најдобрите победува. Стварно немаше победува. Немаше. Јас за тоа ми недостасува таа твоја манифестација. Мора да ти кажам една анекдота за Леа за која немаш појма. Никогаш не сум ти го кажал ова. Годината на време за плачење тија направи 12 величествени во Хард Рок. Така. Таму почна. Многу народ, многу се. И за хит на годината конкурира 3 песни. Една на која не се сеќавам, Време за плачење и Пушти коси зија. И сега, хит на годината, и сите камери од МТВ свртени на кај мене и бившата сопруга моја, Искра, и таман се намести камерата на мене и ти викаш, Пушти коси, Зијан. И у тој момент жена ми бивше се врти на кај мене и вика, кои се овие, бе? Ама тоа толку убаво. Се гледа. Кои се овие? После станавме другари со Зијан и она ги засака, си нефамилиарно поврзани и така. Ми недостасуваат такви. Сега ќе признаеш, во тоа време се појави и Бубамара, но Бубамара тоа беше нешто сосема друго. 7 години после 12 величествени. Така. 12 величествени беше релевантна манифестација за наградување на автори, изведувачи, дела и така натаму. Бубамара е забава. И на вистина, освен една година имаше еден катастрофа со Џоко Џорчев со тоа.
Тогаш кога беше, па тогаш на Ѓоко Ѓорчев му беше непријатно, разбираш, тоа сум правил муавет на. Еве го поздравуваме Ѓоко, знаете да дое по некој пат у Дојран, вината да ги нуде белите вина. Шо правиш бе Ѓорче? Еј, доаеш пеем. Он е полн со ентузијазам, се уште пее со катета од Нелити, реков си имаат свој овако програма и прекрасни се. Ги имам случајно неколку пати. Така, да се вратиме на урбаниот дел. Све се враќаме нешто ние. Се враќаме за да затвориме кругот. Така. Кажи ми, реков и у најавата, си направил многу брилјантни работи, ама многу и брилјантни глупости, мора признам. Сам себе сум си ги направил. Така, сам себе зборувам. Кога и во што прво се заљуби? Во шишето или во коцката? Прво шишето. Па шишето те носи на коцката. А знам и обратни случаи, ама добро. Антонио, ја не се сеќавам дека трезен сум влегал во касино. Живи се ти кажа. Во тоа време алкохолот едноставно ѓаволот те носи таму. Некој го удараше на жени, некој го удараше на шетање, некој на спиење, некој на тепачка, мене на кома. Шо да правам? Тако беше времето. Но јас што им викам на децата, бегајте деца од тие работи, во 5 до 12 бегајте. Чичо го избега у 12:10, ама избега. У 12:10 со малце последици, ама 12:30 ако ве фати, чао е со вас. Значи, Джаро ли беше гуруто што те внесе у тој спорт? Па он тврди дека не е, а јас убаво се сеќавам дека прв пат ме однесе во хотел Десарет во Охрид, кој тогаш беше гламурен, не дозволува воопшто македонци, односно југословени да играат во тоа време, само странци, ама Джаро ќе извадеше угански пасош ако треба, само за да игра. Да, ама тоа сите тие работи почнуваат некако како забава, како забава, па и алкохолот бе. Прво пиевме како студенти од мода. Значи, понесени од погрешната теза дека не можеш да биеш добар глумец ако не пиеш алкохол. Фраерски е да се. Па после тоа станува навика. Че се навика, значи пред секоја представа, после секоја представа, пред секоја проба, после па станува потреба. Кога ќе стане потреба, веќе почнуваат проблемите. И од мода, навика, потреба станува лајфстайл. И ти сваќаш дека си јас имав агонични неколку години и еве 8 и кусур години сум трезен и морам да ти кажам дека јас не пијам само заради чувството утре са бајле. Ја уживав до последната голтка. Ја и ден денес како ќе ми понуда 30 годишна ракија во Дојран не одбивам една пред чорбата, ја пијам 10 минути, уживам во секоја голтка. Ја уживав до крај. Но никогаш не сакам повеќе ми се случи будењето са бајле, кога стануваш и си викаш говедо. Како викаше Борачо, дан муран ја мамуран. Говедо едно, говедо. И почнува ти текно. По ја у 11 имам интервју. Во 1 треба сум тоа. Вечер имам представа, после представа кабаре. А главата хаос. Главата хаос. И клин се клином избија. Така не учеа у театар. Кога не ти е добро, од предходната вечер, ти само продужиш. И ете така, тоа беа агонични неколку години. Јас еден од најголемите успеси во животот е тоа што успеам. Што те тераше да газиш под лабоко, под суетата, како се вика, зборам за комарот. Ова како се вели, страст, тоа е страст. Чувството дека можеш ти тоа да генерација страст. Како што е страста за жените, кој го имаш, како страста за жените, како страста на џанкерите за хероин, страста за комарот е нешто невидено. Значи, ја ден денеска, верувај ми, значи јас знам у Дојран со конобарите да направиме ливче за сабота недела германци тоа. Тоа е се на ниво на забава. Но мене тоа ми беше лајфстайл. Значи не е дека не влагаш и се у кладилница. Не влагам у кладилница, си има интелигентни начини денеска беше да се појави, па се замисли ја да влезам у кладилница у Дојран. Не завркавај, вака е многу по елегантно. Но друго сакам да ти кажам. Комар е спорт за луѓе кои имаат вишок пари во животот. И одлучиле на таков начин да се забавуваат. Спорт за милионери. Така.
Значи, во Америка, осмо кажувал, еднаш годишно семејството одат у Лас Вегас да сече, една вечер ќе потреба по $200, разбираш. Јас сум бил во Австралија секој викенд оди се. Така, меѓутоа кај нас во тие години 90-ти кога почна првите динарски касина, првите странски касина, ова одењето во касино беше како да си го прекршил кривичниот законник. Ние сите што одевме у касино не сметаа за криминалци. Разбойници. Разбойници. И јас едно време кога го сватив тоа, почнав да бегам од таму, да не ме гледа народот, па дупла белја во тоа време се појавија приватни касина у Скопје, кај што имавме, како се вика тоа, загарантирана дискреција, посебни сепариња во кои играме. Так, се правеа луѓето за да не ги земат парите. Да, ние будали ги дававме. Единствена работа на која сум горд е што не сум повредил други освен себе. Значи, мајка ми, татко ми се нервирале, се правиле. Јас сум ги повредил себе, сум бил полнолетен, сум заработувал своји пари. Јас од мајка ми, татко ми банка не сум земал во животот. Значи, џамба знаел кога ми оди тешко и ќе дојдеше и кај ти сметка за струја. Имав и такви моменти. Ќе му ја дам без срам, без ништо. Кам џамба сплати, ќе ми исклучат струјата и ќе ми ја плати. Но, истовремено, тоа беше за мене последната голема школа. Кој е лекот да му кажеш на рулетот с Богом за секогаш? Чао. Нема друг лек. Има ли тригер? Доста е. Чао. Да, тоа ми се случи и со алкохолот и со комарот. Има еден момент во животот кога викаш, сега е крај. Сега веќе нема кај да одиме. Сега е крај. Да изгубам све заради тоа. Никогаш. И мене ми е многу жал, а и ти ќе се сложиш дека голем дел од нашата генерација си ги уништија животот. Да. Со комарот. Си ги уништија. И тоа баш нашата генерација, ние кои имавме по 18-19 се отворија првите автомат клубови. После Гранд Хотел, тие едноруки Джек, нели? Па после почнаа овие посуптилниве игри. Имаше и у Пелистери, Олимписко село, Панорама, секаде имаше, секаде. Едноракиот Джек. Едноракиот Джек, да, глупо. Додека е на ниво на забава, го признавам јас се тоа, разбираш. Со конобарчињата у Дојран, кога ќе добиеме за 100 денара 2000 дарки, по тоа 10 дена се раскажува, разбираш. Само така. Да речеме, јас многу сакам фудбал. И знам за фудбал доста, и да ти се пофалам, прв пат се ова ќе го кажам, од пред 3 дена сум председател на фудбалскиот клуб Дојранско езеро. Ние се такмичиме у третата лига. И ќе се распаднеше клубот, но ентузијасти фудбалски од Дојран, семејството Истатови, новиот градоначалник Иле, кој имаше њук дека нешто што е старо 60 и кусур години, не може туку така да. Ја прифатив задачата со задоволство, сакаме да си направиме наш локален клуб во кој ќе спортуваат деца од Дојран, Стар Дојран, Нов Дојран, Николич, Сретеново, Црничан. Дојрански џајчи си се. Например. Не, дојрански Берлускони си сега. Да, и да завршам мислата. Едно време сваќаш дека ти веќе не гледаш Премиер Лига затоа што те интересира Манчестер Юнајтед, Арсенал, туку заради тоа што имаш ливче. Ливче, да. И сватив дека едно време мене фудбалот без ливче исто ко да не е. Не ми се гледа. Да. Немам мотивација да го гледам. И со години си се isprofilira сама некоја средина која може да се контролира. Значи ти кога ќе вложиш 100 денара у нешто и да ги изгубиш, не те болат. Така? А ако добиеш се радуеш како си добил 100 милиона. И така некако си ја барав смислата на тоа. Комарџија до крај комарџија. Алкохоличар до крај алкохоличар. Ја ако не пијам 8 години, јас сум се уште алкохоличар во абстиненција. И до крајот на мојот живот јас затоа што не знам дали знаеш, Антонија, алкохолизмот е неизлечива болест. Па, некој велат да, некој не. Не. И за комаров. Велат да, тие што не пијат, Чоревски не пие 33 години. Алкохол. Не пие. А беше, како мене беше, тако влезен до даска, 33 години. Знаеш дека никој не му верува ден денес дека пие 33 години. Викам, дали сте нормални? Види, ја 30 години не пушам цигари, а бев страсен пушаш по 3 кутии. Така ли, така. Но ети и он во вистинско време го направи, у 5 до 12, ја у 12 и 10, ама сепак го направи. И се е до главата. Не постои лекар што ќе го излечи алкохолизм. Не постои такво. Јас знаеш дека бев и во болницата со иницијали Брижит Бардо. Да. Ке ти бапна 3 апаурина, 2 инфузии, ти се осеќаш подобро, но не те излечили од ништо. Излегов во таму, после 7 години пак си се рецидив прави. Значи, тука е само. Така. Кажи ми,
колку се заработуваше од Супер Бинго, а колку од Жандар збира и кога би ги имал сите пари, колку би имал денес. Вау, не сум се замарал со тоа. Многу пари сум заработил. Многу сум потрошил. Имаше точно Ама Денар ливче, никој како ви никогаш кажа. не прашал 300.000 ливчиња, имаше 300 денар ливче. Милион имаше. За нова година милион. Тогаш Не, заработил велам денар ливче твои. 2. А 2 ли бе? 2 бе. Па 2 милиона, добро. 2. 2 милиона во една Во вечер. една вечер. Во една вечер. Во денари, да, душа, ама. Во денари, во една вечер. Да, тоа беа нестварни пари, но јас тие пари Значи има Како вистина дека комарот е Значи, забава за милионери, а? Вака сега ти кажам. Ја ги немам преебано сите пари што сум ги заработил, мислам, и тоа се приказки за мали деца. Јас не изгубив многу на коцка. Јас изгубив многу кај рекетарите и кај зеленашите. Кај Значи, Лихварите. јас трошев колку што имав, пошто ти реално не можеш да потрошиш повеќе од тоа што имаш. Веднаш доаѓаат тие, а тие се околу тебе во касиното. Главите како жирафи навернати и само чекаат да ти се испразнат жетоните и они улетуваат со своите приказки. Сега ти си бапнал 7-8, играш тука и он вика 3000 евра до утре. Дај бе, утре ги враќам. Тој па почна блокот, тоа ти немаш појма како ги вратиш. Так, и така еднаш, се многу два пари што пати, ги спомнуваш како заработка. Многу пари. А Джандар збира? Не, Джандар збира не беа пари, нешто. Беше пристоен некој хонорар, но поважно беше забавата на тој Джандар збира. Ја имав сосема пристоен хонорар на тоа. Имав добар хонорар, ама не беше нешто тоа за паѓање во несвест. Ова беа реални пари, вистински пари, милиони се вртеа, разбира. Но ете, да ти го допоставам прашањето. Никој никогаш не праша дали некој му должи на Игор Џамбазов. Сите се занимава со тоа дали должи Игор Џамбазов и кому. А ако ти кажам јас дека Имаш должници и ден денес. па како бе Антонио? Мене ми должат повеќе од што сум ја вратил на рекетарите. Па ти знаеш и дека јас сум најголемата жртва на еден телевизија. Физичко лице, најголема жртва на еден телевизија. Последните 9-10 месеци ја не бев исплатен, ја имав 3000 евра плата во. Знам со МТВ дека се тужеше и ги доби. Ги добив за пирамида и за тоа. Ги добив затоа што МТВ мораше некој некојаш да им каже дека они не се свемокни и тоа. И ден денеска не стојам добро со управата. Но ме ангажираат, они сепак ме викаат. Да, не можеме да се видиме, затоа што не ми се допаѓа начинот на кој некој ја води македонската национална телевизија, сервисот на граѓаните, што сака да го приватизира и тоа. Добро, тебе не ти е чудно зошто нема Преспав. Зошто го нема квиз од 20 секунди што го водеше Дејан Лилич една сезона, јас една сезона. Кај дајте музика нова сезона? Кај Тин Камп нова сезона? Нема. Одеднаш мораториум на проекти. Но барем направија некој студио, некој грин студио, почнаа да личат емисиите, но 2-3 години заедно со Тралала продукција ги правиме новогодишните програми. И онака дојдовме да работиме, ма стварно уште се у 92 и 3. Значи, и таму е потребно смена на генерација или на нешто. А има сега Веројатно и на мајндсетот не е има еден млад бран таму, што исто така се соочија со зид голем, но и гледам дека се борат млади режисери, софтверџи и тоа, што допринесуваат македонска телевизија да изгледа денеска барем пристојно и да биде вистински сервис на граѓаните. Кога ги спомна пред малку зеленашите, лихварите, се плетеа многу приказки од она дека си завршувал од задното седиште па до као Кајбаковски у гепекот на Имаше ли момент кога помисли Игор готово е? Имаше еден момент, го има во гол човек. Готово е, ќе заврши животот. Да, тогаш се исплашив таа вечер. Заврши пирамида. Во понеделник беше пирамида. Јас требаше во четврток да ги вратам парите. И сега у тоа време, знаеш, у таа агонија ти викаш чекај да заврши емисијата, ќе дојам дома, па ќе мислам за четврток, но не дочекаа четврток. Јас излегував за секој случај од задниот излаз на македонска телевизија. Тука ме чека, добив неколку шамара, ме ставија во кола, ме однесоа во Арачино. Ме кутна на земја, 3-4 ме удираа баш фино, многу фино знаја да не ми удираат по лице, оди без лицето нема да ги вратам парите, не може да се појавам на телевизија. Сеќам дека и се јавуваа на Искра по телефон, ме удираа за да пуштам звук, ама ја кне од козле, па не пуштам звук, разбираш? Па тоа се некој кој ќе ми каже, абе, што ги раскажуваш тие работи? Абе, луѓе, сум ги напишал овие работи во книга. Ги раскажувам не за да се фалам или да ви кукам, за да не ви се случи истото и вам.
Значи, бегајте од кладилници, од автомат клубови, од брзи кредити, од лихвари, од зеленаши. Бегајте од тоа. Секој си има свое сонце на оваа планета. Секој може да си го пронајде сопственото сонце. Дали во себе, дали во блискиот свој, во неговото окружување, за секого има решение. Секој има шанса да живее добар живот. Но со овие 3-4 предуслови, со овие 3-4 одвратни работи што уништиле многу животи, едноставно, знаеш, дете на 18 ќе заглави со брзи кредити заради комар, не заглавува детето, мајка му, татко му, братучет му, фирмата кај што работи, бабата, се. Така. И да ти кажам и друго. Од тогаш сум се заколнал дека не рекламирам коцка, брзи кредити и ова. Знаеш какви понуди има в последниве години? Ништо да не работам до крај на живот, Антонио, и да добивам од една позната кладилница, да добивам 30.000 евра годишно само да ме има на билтените. 30.000 евра годишно до крајот на мојот живот. Значи не ми треба ни гуру, харе, бенд, ни театар, ни книги да пишем, ништо. Ништо. Викам, го знае, нив не им се веруваше дека ги одби. Или имав понуда од една од големите лотари, да бидете заштитно лице, викам, ставот мој сум го кажал во интервју, не сакам да рекламирам, ама не. Ние ве бараме да го рекламирате одговорното облажување. Не знам дали знаеш, на онлайн има една секција одговорно облажување, сам да си му даеш назнака на компјутерот дека овој месец повеќе од 10.000 денара не трошам. И викам, ама тоа е исто, ама не е исто, вие не рекламирате комар, вие одговорите одговорно облажување. Му викам, господине, вие сакате заштитно лице за одговорно облажување да биде човекот кој најнеодговорно се обложува во живот. Викам, значи нема со ниедни пари. Конфликт на интереси имаме. Дали ти не им се веруваше? Ми нудеа некоја огромна сума. Ама еве сега се испостави дека видиш таму кои криминали се правеле. Ке те прибираат граница и тебе. Не се шега. Леле, 8 милиона евра направиле превара. Таја лотарија онлайн што веќе не постои. Што ја уништија заради бегалецот кој сега се врати, сам се пријави. Нели? Се заколнав дека никогаш повеќе нема да рекламирам и се уште добивам непристојни понуди и од брзи кредити и од тоа. Им кажа дека не сум во трка по пари. Сега сум во трка по не по обелување на образот, бидејќи јас со тоа што го правам во уметноста и ова, давно сум се, ајде да речам, сум се одолжил, ајде на самиот себе, сум се искупил на некој начин. Сега некаква полемика имаше за тоа, некаде гостував, па ме закачија некој дека како бе Џамбазов, ти може да се промениш, а ние не можеме да се промениме, што сме имале лош живот. Ама викам, јас промената ја направив со квалитетна уметност, со љубов кон луѓето, кон животните, кон жените, со љубов кон татковината, кон музиката, кон уметноста, кон културата. А вие сакате да се искупите во животот со понижување, навредување, трачарење. Така не се искупуваш. Така не се враќаш на старите граници. Се враќаш со љубов, со доверба, со разбирање. И затоа мене луѓето ме сакаат, затоа што не сум ги лажал. Стварно не сум ги лажал. И кога мислеле дека измислувам, нели, приказките од наше време кои им ги раскажеш на младите, си кажу, значи си дека, вие го гледале Deep Purple уживо, Led Zeppelin уживо, Ерик Клептон го гледале на Карабурма, 80-та година, жити и све. Сме го гледале, бе. Сме ги гледале YouTube во живо, сме ги гледале и Queen во живо, сме ги гледале и Stones во живо, тоа што они можат само да го сонуваат. А они ги гледале Шако Полумента во живо, Аца Лукас во живо, Цеца во живо, Јеца во живо, Клеца во живо и така. Имаше обиди да влезеш во политиката или поточно еден обид. Да, 2002. Така, мора признам дека не беше нешто баш успешно, заради тоа што не влезе
Мислиш ли дека Инаку не влегов за 500 гласа. Добро, знам дека Само малку недостасува. Да ти кажам сега нешто наискрено. Пресреќен бев кога дознав дека нема да истата вечер. Се покајав. Не. Уште Кога веднаш. видов колку е тоа прљаво, Антони. Зошто ти требаше мислеше дека тоа се прават пари или мислеше дека бе. така можеш да го Какви промениш? пари ја во тоа време заработував, ти кажувам се 2 милиона во една вечер и пари. Имав некаква идеја. Веројатно 4 години ќе им ги растурев главите со зборување македонски јазик. Тоа ќе ми беше основното. Ќе ги натерав да научат. Па ти, не сум во убеден, последниот ама состав имаше 10 од албанските партии што не зборува македонски, што сакаа со прева. Но ќе ги убедев дека тоа е убав јазик, мелодичен јазик, дека јазик кој мора да го почитуваат, зашто така ни се вика државата и тоа. Во таа насока, за културата, за уметноста, ќе бев по некои комисии за култура, мислам дека ќе можев да дадам нешто што ќе биде корисно за државата. Но верувај, додека се чекаа гласовите од 8 до 11, првите стигнаа околу 8 часот, другите во 11 навечер, сватив колку е тоа нечиста игра. Меѓу другото, изборите 2002 се едни од покарактеристични во новата македонска демократија, тоа се единствените избори можеби кај што власта намерно ги загуби изборите. Лјупчо Георгиевски тогаш нити вложи во кампањата, знаеше дека е крај. Тоа се оние избори на 15 септември, се мора да ти кажам. Ферхунде. Добро. Нели ја вдомив од овако и сега дојде време за документи. Ја излечив кај Александра Мурџева во овако и се она ми вика кога е родена? Викам, леле, морам да прашам и се јавувам во Гранико ресторанот каде што е родена она и ми кажа 100% во септември е родена и викам септември. А кажувај датум вика се, мора да пише 15 септември. Така да Ферхунде Џамбазов е родена на 15 септември. Зошто после првиот неуспех се откажа? Некој 2-3 пати губеле, па на крај дојдоа до највисоки, да не речам председателски Антонио на државнички паметен човек функции. еднаш му треба да види. Не, едноставно сватив дека не сум за таму. Имав стварно благородна мисија. Стварно, сигурно немаше да разговарам за економија, Зашто за не беше правни упорен, работи. сакам да кажам, па и втор пат, па и трет. Па доволно ми беше еднаш да сватам, разбираш. Доволно ми беше еднаш да сватам. Иако тогаш парламентот се уште беше парламент. Сите го гледа на телевизија, политичарите беа сега не знам двајца. Кажи ми свети кажа. Сега не знам двајца. Одамна не ме смеат веќе, не ме забавуваат, туку ме нервираат, ми прават лошо да се чувствувам околу желудникот, ми прават негативна енергија ми создаваат и избегнувам сега да ги гледам. Иначе тоа беше една од најомилените емисии мои кога сваќаш дека у парламент имаш 30 подобри глумци од колку колегите твои у театарот се шегувам. Нема спас од нив. Нема спас. Нема спас од политичари, нема спас од исти комичари. Стиховите Од нема спас. Од нема спас, така, од една твоја песна. Кога сме кај нема спас да ти кажам, ова оди ден пред Бувамара. Така. На Бувамара ќе дојде жената што 33 години пееше со Джеймс Браун, легендарната Марта, една од најдобрите соул пеачки на планетата, доаѓаат и Delegation. Me and you. Тоа се две големи имиња. Се знам, објавивме на порталот. Тоа се две големи имиња кои на вистина се осеќам пресрекно што ете кај нас Јас сум единствениот што учествувал на сите. Сега Джеймс Браун ќе видиш. Тоа сакаш да ми кажеш. Па ќе направам една најава со ту фанки. Да, Ранко ми вика, а можеш вика тоа како Джеймс Браун да направиш со микрофонот и шпага? Му викам може, ама брза помош да е тука. Да ме примерат и да ме турат у гебегот. Да, ќе те предизвики за мене некаков, знаеш, таму ќе ја изведеме ту фанки како најава за легендарната Марта. И ќе отпеам новата песна која овие денови е хит на радијата. Не пијам. Текст на Константин Миладинов, напишан 1850 година. Јас направив еден блуз кој звучи како блуз што го свири Биг Бенд оркестар и комплетни ќе бидеме таму. Ова Бувамара ќе биде тажна ради Кочани, знаеш, јас сум за умрените задолжен веќе 100 години. И многу луѓе изгубивме стварно. Ма како денеска го читав списокот, не ми беше добро. Значи, не беше добро. Едно многу познати луѓе. 5-16 што си умреа онака кој од болест, кој од старост и овие и да не зборува, на крај стотина ќе излезе. Страшно. 16 март, 2 часот и 30 минути. А гледај сега каква истата вечер
Ја и Гуру Харе Бенд свириме во Аурум. Тоа е во новиот мол во Битола, едно место направено со сите салтанати. И уво сеќам, ме запознава Васко Менаџеров со газдите, датонската проба, а бидејќи нов објектот, еден од газдите ми вика, гледај, се имаме што треба, по сите стандарди сме, и ми покажува шмрк за случај на пожар, скали за излез еден, скали за излез друг, ова. И утре ден, кога разбравме трагедијата, со Харе правим, можно е, бе, викам ова. Може. Дека ние свиревме на најубавото место, а свирев 6 месеци претходно со бендот таму. И уво сеќам, кога ме враќаше Васе на Кајдоре, му викам, Васе, тука појке на кафе да мене. Нешто имаше во таа градба, во тоа имаше нешто темно, сиво, влажно, ниско, клаустрофобично. Како е тука нешто што предскажува на несреќа. Ту се да не кажам дека сум предсказ, но почувствував дека не е во ред и му реков повеќе не. Инаку истиот газда на дискотеката имаше и кафич, доле, кај што сум свирил со Гуру Харе и со Александар Таушанов од ова како тројка со 3 гитари у трговскиот центар. Секогаш сме поминувале добро, но ова на вистина е една од најголемите трагедии што се случила на Македонија и ќе дадеме Скопскиот земјотрес, да, ќе дадеме должна почит, дури од повеќе ќе трае оваа година сегментот за умрените, оти не можеш само да ги појавиш, мораш да кажеш нешто, се таму ќе се појават од Тоше Поп Симонов до Драган Костич и така натаму. И плюс Сара, Андреј, Панчо. Да не зборуваме за ужас. Цел бенд, тоа се нема случајно многу одамна. Во историјата на музиката, најдов таму дека дури има на Netflix еден филм Масакар на бендот, тој така се вика, филмот кој тепува цел бенд, да. Има во Румунија овој такви некои, но ова цел бенд да го снема. И Анчето ни остана само да е живо и здраво и гитаристот. Да, но зборам за овие од Бувамара, бидејќи сум кај Бувамарата и она ќе биде единствена останата таму. Така. Па се вратиме малку на повесели теми, иако све е весело ова што има. Може нема да звучи весело. Зошто избега од Скопје, од урбаниот хаос, од галама, па у Дојран најде Нирвана и зошто Дојран, ако е веќе езеро, упрашање не Охрид да речем? Не, со Охрид су браши одамна, јас многу. Од приватни причини. Сега антички театар, во концертот прв пат влегов во градот после 10 години. Раскинавме јас и Охрид многу одамна. Охрид е градот на кој сум дал мојата младост. Тоа го знаеме, заради... Не само јас, и моето семејство и тоа. И откако престанав да бидам охридски зет, откако се разведавме со Искра, некако им се смени так. Дојран? Ја реков да си имал некоја непријатна случка. Дојран ми онорга, сум имал, ама не е тоа причината што не сум модел. Едноставно, кога ќе ти дое преку глава нешто, се случки сум имал насекаде. Зошто го одбрат Дојран, зошто не Пекчево, Делчево, Берово? Јас прво ти кажам, јас сум еден од првите што кидна од Скопје. И кога кидна во Слепче, тие 6-7 години, вика, шипреш го тоа селото, све у Скопје. Абе, бегаше и у Спрдејци, и у не знам каде, у... Не, бе, кај сум бегал у Спрдејци. Тие песни што пишуваше за нив. Не сум бегал, сум уживал. На гости си бил. Еднаш еден од твоите вестници, кај што беше уредник во лошите времења, Игор во манастир. Сакав да ти дојам тогаш да ти речам, Антонио, во манастир одам кога ми е убаво, а некој имам проблеми. Разбираш, обратно. Види, лице продаje пице, наслов. Тоа. Во секој случај, тоа време, не викам дека би го вратил, но ако ми се случи повторно го преживеал, немам никаков проблем со тоа, разбираш. Не беше се така црно во мојот живот. Само... Зборам зошто Дојран го одбрат, тоа ми е муабетот. Еве кој е муабетот. После Слепче е во подножјето на една планина, многу е студена, ова се обидов и тоа заедно со Пиже неколку месеци живеевме во Маврово. Тоа беше после втората операција кај Жан Митрев и почувствував дека не ми е добро. Усајав на Жан ми рече на голема надморска висина си и ова, кај е најмалата надморска висина? Идеално. 146 метра, Дојран. Јас во Дојран бев веќе етаблиран како човек што го сака Дојран. Има еден момент што здравствени причини да. Па е да речеме најмногу така дојдов. А после сватев дека сум на вистинското место, затоа што јас таму одам уште од славните 90-ти, базентона и статовите кога се направи тоа, ти текна дека таму беа и првите касина, грци, марци и тоа. Јас имав веќе друштва.
И тие друштва, денеска јас се дружам со тие друштва, Дојран си го засакав, ми влезе под кожа, луѓето ме засакаа, како да ти кажам, првата година ме испрофаниса, што се вика, нели, мора да отидеш у сите семејства, на сите роѓендени, славијата запознав, се уопште не сум ни интересен, ме рачунаат за нивни. Таму си го да ти кажам, Антонио, едно од најкреативните места на кои сум бил воопште во живот. Што ти даде Дојран што Скопје не можеш? Мир. Чисто. Добро. Безбедно. Тивко, нема коли. Значи, коли. Дојран живее од српски и од грчки туристи од Великден до Богородица. После тоа, ние си живееме со Дојран сами едно 5-6 месеца и тоа. Значи, се што не ми даде Скопје, ми даде Дојран. Меѓутоа, Скопје, тука морам да дојам за представа, за подкаст, за снимање кај мите у студио, за настап, да вам таму, и не ми представува проблем. Да ти кажам, да речем, како изгледа ден кога имам представа. Во 5 си тргам од Дојран, во 7 сум во театарот, во 8 е представата, завршив во 15 за 10, во 10 тргнувам, во 12 сум у Дојран. Многу просто. И сега со автопатот многу брзо. Некоја представа пред Нова година, врнеше многу и Тони Михайловски ми вика, што ќе си одиш вечера? Абе, не вози вечера, вај са. Викам, точно не морам да издржам. Не можам да издржам. Доаѓам овам, врнеше и малце подоцна пристигнав и му се сликам со Ферку Некоркус деликатес дека се вести. Вика, јави се итно. Викам, што е работ, му се јава. Стигнал Дојран? Викам, да. Абе, ние сме уште у театар, вика, се размуабетивме, у гардероба уште сме у костимите. Значи, јас стигнав во Дојран пред Тони да стигне у Козле. Сакам да им покажам, стварно е близко. Тоа ништо далеко. Значи, имаш саат и кусур до Демиркапија, уште 15 километри вртиш за Валандово, за 20 минути ти си во Дојран. Сега, последно време си возам и преку Штип, бидејќи Ферхунде дадилката Габриела Толиева и во Штип. Сега тој пат ми е интересен. Скоро исто време се стигнува, Штип Миладиновци пичиш, во Штип си за половина саат, уште пола саат си во Струмица, преку Баиро Валандовски го Дојран дека. Да, и од кога сум во Дојран, престана проблемите со трнење нозе, мускули да болат, и на големи температурни промени и разлики, мене ми реагира организмот многу лошо, операциите ме боцкат како со 1000 игли некој да ти прави, и се помалку и помалку тоа го чувствувам, затоа што е друга клима. Идеално за пензионери, да размислувам. Медитеранска клима. Абе ти кажав дека идем у пензија другата година. Па ти кажав дека идам и јас. Абе ние знаеш кога ќе отидеме у пензија, кога ќе умреме. Каде, ја тебе не можам да те замислам во пензија. Чоре беше пред 2 подкаста гостин и вика, знаеш што, ја ќе умрам на сцена. Ја му викам, пензионер си, не сум, вика, играм. Тоа е сон на многу актери, а му се исполни единствено на, од тие што ги познаваш ти, на Љуба Молјац. Да, Љуба Молјац. Љуба Молјац умре на својата монодрама, и он паѓа, а публиката се смее, мисли дека глума, и он си умре. И дури и наговестуваше дека ја би умро само на сцени, викаш. Немам друга опција. И навистина тоа му се случи. Тоа е сон, романтичен сон на актерите од времето на Еврипид. Сега е нешто сосема друго. Так. Колку ја те пратам генерација сме и школски другари сме, во исто основно учевме, во иста населба живеевме, сега повеќе не. Уствари, да, кога доаѓаш во Скопје, таму си Пак сум у Козле? Пак си у Козле. Мислам дека животот, не знам дали ќе се сложиш со мене, ти го обележаа 3 љубови. Една у тинејџерски или млади години, Тања, за која напиша и песна со Зено Кау. Браво. Една у средни години или позрели години, Искра, со која беше у брак. И една у последниве години, предумирачка уште една имаше. Не ќе тоа да го кажам. Зборувам за Илина. Велат, во животот само еднаш се љуби. Се согласуваш ли тоа? Не е точно тоа. Ако е така, еднаш која и кога? Се љуби. Еднаш вистински се љуби е вистинската формулација. А јас сум љубил неколку пати во живот и сум им била возвратена љубов. Која е вистинската, кој се овие репризите? Да речеме Тања Кочишка. Тања Кочишка е жената што најмногу сум ја сакал. Жена во која сум бил влюбен до уши. Значи, за жал не е повеќе меѓу. Да. Значи, она архитектура студираше, а живееше на Иван Аговски кај полицијата до Драмски театар. Така ќе ми завршеше пробата и одев пред архитектонски факултет
во 12, а неа во 3 завршуваат предавањата и на тие скалите тука. Имаше една сендвичара тука. Да. Сендвич јади, пуши на скалите, па оти до друга страна партизанска отвори, Јане Коложек ти текнува едно за кафиња. Да. Затоа тука, како? Ја да не видам, да излезе по скалите сама, како тоа? Значи бев влюбен до уши, но она беше многу млада. Значи болно љубоморен меѓу другото. Не бе, не бе, она беше толку бевме како пар се убаво, но беше многу млада. И се сеќавам дека кога официјално раскинавме, водачијата на татко ми Джамбас, и како на лош филм онака врне, ние водачијата брисачите едва е работа тоа, а ние плачеме двајцата, од што се разделуваме. Како што дека Балашевиќ се прави со љубов и тужне. Тужне, баш така. Таа се омажи подоцна, се разболе. Последен пат се видовме на сајм, таа работеше во маркетингот на сајмот. Нешто тогаш имавме некој концерт. Се видовме, се изгушкавме во комуникација со нејзината сестра Биби Кочишка. Дозна кога почина? И така, да, веднаш дознав кога Беше почина. на погреб? Не е пријатно? Сепак не беше пријатно, сепак беше Семена жена. Мислам, и сега кога разговараме за неа, никош не сум сигурен дали имам право ова се да го кажувам, сепак таа беше во брак 20 на години. Нејзиното момче не го запознав никош, но знам дека си функционира безпрекорно. Така и таа за жал остана без деца. Но најубавата жена со која сум бил во живот. Иако беше девојчето, најубавата црвенокоза што сум ја сретнал во животот. Остана песната, Шал беше. Да, така. Шал, шарениот шал. Ама една друга песна, многу скорешна, или новата на Брейк, Една во милион. Мене лично многу ме погоди, ја се препознав себе за некои собствени работи, ама се мислам дека е исто за некого напишано. За последната љубов ли е? Не, ова е баш за Брейк напишано, за некоја замислена љубов на Брейк. Не е за Илина? Не. За Илина е Love is so good. За Илина е ова со Сара Меј што го направивме. Добро. Мене ми треба жена, тебе ти треба тато. Да. Добро, тоа го. Но ова е баш за Брейк. Со Пере кога работиме многу е јасно. За кого е песнава? За Брейк. Значи му викам Брейк, чо? Значи умре времето ти сега со 6 старлети на шампањско и на јахта. Сега си татко, сопруг, бизнисмен и така натаму. Дозволи ми да ти напи и беше презадоволен. И гледаш, том ти си се пронашол, па што не ни се случува тоа ден денеска, јас и ти да видиме некоја љубов од гимназијалски денови, не можеме да се препознаеме. Ние остарени дедовци, она поубаво од било кога, или барем нас така ни се чини дека е поубаво од било кога. Пресреќен сум за тоа што го направивме за Брейк. И пресреќен сум конечно реши човекот да почне да пее, вај го убеди, а ти знаеш ли дека он тремаџија невиден. Сега дојдова со Пере да се договориме во Дојран за концертот што се прави. Нивниот за 30 години нокаут ми донесе една за новата куќа, насликал тип со контрабас, со неколку потези. Ти го наслика ова? Да. Како скромно дете, никогаш не ни кажал дека он роден уметник. Другото и слика, ама знаеш колку е добро. И викам, ова ми е за музичкото катче над клавирот на Джамбас, ќе закачам такви што имаат врска со музиката и така. На почетокот на мај се прави 30 години нокаут. Го работам пиарот, знам. Тогаш ти е јасно дека ќе биде културен настан. Така. Брейк е гостин, јас сум гостин, Дупер, кој се уште не таму го има во ова. Дамјан Печиновски, Пере е многу возбуден. И има едно изненадување, не знам да го знаеш, ја го знам, ама... И го знам и јас, не го кажувам. Се надевам дека ќе биде легендарен, ќе биде историски, затоа што овој пат нокаут и Пере сака да направат нешто многу повеќе од обичен концерт. Добро, и визуелно, ринг на средина на... Се разбира. А убаво се сеќавам дека и на 20 годишнината на нокаут настапував, и на 25 годишнината направивме албум заеднички. Ти на 100 годишнината на нокаут ќе настапуваш. Не бе, сега некој ми рече баш брзо. Бе Джамбас да си жив и здрав 100 години, му викам. Од дека бе пари за толку живот? Трошкови за тебе 100 години кои. Слушај, што така да прашам, растени сме со не знам, Deep Purple спомна ти исто и јас, нели тоа време, тоа со Цепелин, со не знам како се вика, Јурахи, Black Sabbath, да, подоста не знам, Whitesnake и така натаму и Queen и така натаму. Од кај па ти се пронајде у блузот? Нема, овие се све
тешка индустрија, хеви Да. металси, хард рокери, Види, нема тоа е- блуз таму. тоа е Мислам, многу- нема. Тоа е Има, многу ама интересно. не класичен блуз. Ке ти кажам, за тоа се многу заслужни момците од Банкрот Блуз Бенд. Кој Во- ти позна со гурухаре? Сега ќе ти кажам, во еден момент од нашите животи и кариери, ние бевме единствените што свираа во живо. Јас сам со гитарата свирев Балканска школа, Бајага, Чорба, ЕКВ, Азра, тоа. Они си свираа класични блуз стандарди и правеа кавери на некои познати македонски песни. И се случуваше јас да свирам во Сандро, а они да свират во Стерна. А Сандро и Стерна се гледаат Едно, вратите едно, една у една. Кој заврши прв, доаѓа кај другиот на свет. Трговски Мавровка. Да, и јас многу сакав да ги слушам како и сватив дека тоа е музика за мене. И откако почнавме да се дружиме со Харе, која ја направивме да си жив и здрав, Харе ми направи една блуз едукација на брзински. Јас сватив дека знам многу за блузот, меѓутоа никогаш не сум го почувствувал Си го како практикувал. поле на кое јас би можел да се истакнам и истовремено сватив дека тоа што јас го пишувам како стих е најблиску до блузот. Знаеш, подосна јас се обидував во блузот да вметнам и малце поангажирани теми, не постои ангажиран блуз. Блузот е знаеш што е. I love you baby, I need you, I want you. Добро, има малку Тоа- бунт против, не знам, робство и едно Така, друго. така, ама- но ете јас го сватив блузот како начин да се изразувам како уметник. Ти не забораваш дека уметниците се тие што ги констатираат проблемите во општеството, а државата е таа што ги решава. Не можеме ние и да констатираме и да решаваме проблеми, а владата да и викаме браво. Значи, јас ден денеска се обидувам да констатирам, и ти да констатираш проблем во нашава работа. А има кој да го реши тоа. Значи, ние сме само, како ги вика тие, пискачи, како ги вика тие, врескачи. Врескачи. Ние сме врескачите јавни, а овие се тие што треба да ги решат проблемите. И, кога го направи првиот блуз, Спиро блуз, Muddy Waters рифот, Спиро блуз, Харе рече, сега си спремен да работиме заедно. И на првиот албум, првиот мој официјален блуз Тие, кој ден денеска го свириме, кој како да е напишан вчера, Харе ми рече, сега си положил. Сега си Сега положил. више не си Хавана, бе. Сега си положен за блуз. И некако влегов во тој филм, почнав да го истражувам блузот и да видам што е тоа што би ги поврзало блузот и Македонија. И сватив дека не сме ништо подалеку од памуковите полиња на кои црците во Америка почнале да пеат блуз. Истата тага Само ние на тутунските поли. ја носиме и ние македонците. Она што го чувствувале поробените во Америка во крајот на 19-тиот, почеток на 20-тиот век, ние ден денес го чувствуваме. Неправда, понижување на нацијата, на јазикот, на Непризнавање името, име, на на- знамето, Па и непризнавање. црква, па и... И племето и семето што е? Тоа е бунт токму против тоа. Се уште ја немам чуено на радио некој да ја пушти. Се уште ја немам чуено на... Па тоа не ли е срамота, бе? Се помалку домашна музика. Една од на најдобрите радио. песни мои не ја пуштат. Спотот па нема шанса да го На пуштат. телевизија, спотот, разбира. да чистиле су. Не, умреа и спотови прави. Виде дека умре. Јас повеќе реков, повеќе од 1000 евра за спот веќе не дам. Камерманот, режисерот, дечкото што монтира, светленце, ако има шминкерката маца ќе ја викнам, толку. Само колку да има запис, да остане на YouTube, да не правиме лирикс видео. Нели, сега дај на вештачка интелигенција, ома ќе ти направи спот. Ама вештачка интелигенција ќе направи спот, ама тој спот нема да има душа. Така е. А јас кој ќе го режирам со 100 грешки у него, ќе има душа. 100 грешки секогаш има душа. Ја Совршенството користиш? никогаш нема Проба душа. да ја Не, не. користиш. Јас се исплашив од тоа уште првиот момент, кога сестра Ти фали стих, ти кога фали сестра- ова. ти- Не, бе, тоа нема везе. Тоа нема везе. Баш кога беше концертот во Филхармонија по повод 30 години, Харе вика, дај да му кажеме на овој ChatGPT да ни го направи распоредот на песните. Му викам, Харе, ChatGPT ќе знае моите песни. И ни направи еден распоред кој беше тотално спротивен од тоа што беше вистинскиот Врска нема. ChatGPT ги знаел распоред драматургија да направил на моите песни. Значи што е да направи ChatGPT? Нема душа бе, срце мое. Како да ти кажам? Тоа е како восочна фигура. Мадам ти соко ќе одиш бе стоел и сприсли пред тебе, ама нема душа човекот, нема восоке. Разбираш, и ова. Ја мислам дека брзо ќе помине ова и дека ќе си се профилира ChatGPT-то да ги извршува оние работи за кои е створен. Ја уживам во тие видеа што ги прави ChatGPT. Кога ќе ги стават у едно видео Джим Морисон, Мерлин Моро, Хитлер и кои си прават муавет. Само на ниво на забава, тоа е прекрасен
изум. Сестра ми кажува дека во незината фирма има шанси сите да изгубат работата заради тоа. Затоа што тоа што го правеле 10 души за 2 дена, ChatGPT сам го прави за 40 минути. Ќе ти да не слушнат газди, кај мене. Ќе дознаат наскоро газдите, не се секирете ви. Ќе дознаат наскоро. Да, па се сеќаш дека така беше и со интернетот. Кој излезе? Фејсбук кој се појави. Добро, Фејсбукот е се уште онака деветиот круг на интернетот е Фејсбукот. Затоа сум јас на Инстаграм, затоа што Инстаграмот е некако поблагороден, и нема залутани индијанци, и да има сам гледа дека не припаѓа на тоа друштво. Инаку и таму многу плукање да има. Да, ама има едно копче блок, многу е лесно. Блок this account, пријатно. Од таа IP адреса, ќе пробува и он и од лаптопот и таму ќе облокираш и после од мајка му телефонот ли ќе пробува. Нема ли тоа 2-3 пати, и толку колку имаш извори ти дома, 2-3, лаптоп, телефон, евентуално уште еден телефон. Ама па тие се, како тие, сега да ми напишал, а тоа често го прават, избричи се и шишај се. Значи, Антонио, ти кажам, да му кажеш на глумец дека е небричен и нешишан, ти си прво идиот. Идиот. Јас до вчера морав да имам да бидам забраден затоа што веќе снимав таков и морам да го завршам тоа. Кога завршив со тој филм, Сабајле си бев на Бербер и се направи. Јас како а таа сигурно си слушнал за таа. Аме оди и шишај се и најди си некоја работа. И напишала една. Ја да си најдам работа. Види у некоја фирма. И тогаш се ишишав и пуштив онака општо порака една, викам се ишишав, сега оше работа, најдам и таман ќе биде од мене. Дај на пазар 3 нешто на вработување. Какви глупости. Мислам, кај мене хејтерите се статистичка грешка. Значи, ја немам хејтери, практички. Имам љубоморни идиоти. Завидливи кловнови имам јас. Има од професијата, има од конкуренцијата. Има се кријат под псевдоними, ама ти точно знаеш од каде доаѓа тој оган, нели? Кој пука од таа страна. Разбира, мислам го сватија како место за лечење на комплексите, ама некои стварно ги лечат комплексите со тоа. Ти кажав преска. Сепак се трудам да си заминам од овој свет нудејки и ширејки љубов, позитивна, добра музика, љубов кон животните, љубов кон татковината, патриотизмот на еден сосема друг начин. Не е патриотизам облечи мајца од 16 крокото сонце од кутлеш, пушти брада и дигни го знамето. Не. Не. Патриот е оној кој покажува како се сака својата земја, а не оној што повикува да ги снема овие, да ги убиеме овие, да ги избркаме овие. Тоа не е патриотизам, тоа е национализам, тоа е шовинизам, тоа е фашизам. А од фашизам на сите ни е преку глава. Мислам, фашизмот е нешто што не можеш да го избегнеш дури така историски. Затоа се бугарите смешни пред лицето на црква. Они нисме били ми тамо. Не бехме во втората световна. Смешни, не смешни, они со Европа, ние сме кај сме. Па, мислиш дека е тоа нешто што се они во Европа? Оди прашај бугарин регуларен што ќе ти каже. Живков да се врати ќе ти каже. Избега сите по Европа. Тоа е тоа. Да се вратиме на, јас спомна Бубамара, утре. Сега се одржува, така е. Кажи ми ти мене, си посакал ли некојаш си бил на, нема Бубамара на која те нема? Да, на сите сум учествувал. Така единствен. Си посакал некојаш да беше главниот мачно што викат као Тони што беше, као Сашко Коцев што беше, не. Да правиш ти твој стендап. Јас сум бил спешал гест стар од првата Бубамара. Стварно така се погоди. Тогаш Бубамара почна во време на бингото на најголемата популарност. Каква е оваа ситуација? Втората година излегов на тоа. Никош не сум посакал. Дури во последно време му викам на Ранко, не ми дај многу задачи, жити све сега, пред пензија сум. И сега можеби оваа последна година кога што прифатив толку многу пак, зашто па ме испровоцира се. Ем ќе се промовирам мојата песна, ем ќе пеам со легендарна соул пеачка, ќе ја најавувам. Се погоди годинава дека без мене стварно онака. Баш колеги викаат, леле, што те чека оваа година? Ама добро, Ранко, смисли нешто да биде достоинствено. И така, ќе ја спомнем и Десанка Максимовиќ и сви су пелцовали и умрли во истом дано и така една паралела ќе направиме. Ќе има многу ред мрсоли и ред солзи, викат во јужните краишта, но на вистина трагедија, на вистина. Тоа е тоа. Види, Бубамара велат последниве години, ако не и од почетокот можеби сосема не, ама последниве особено е
претворена во стендап на неколку ликови, збогатена со, ќе се согласиш со таа констатација? Па не само што ќе се согласам, него и ќе потврдам дека тоа е така. Од времето на појавувањето на Сашко Коцев и Тино Јатанас како негова замена. Сега ќе ти кажам зошто мене ми се допаѓа тоа, затоа што не е класично водителство. А сега ќе излезе ој да пее. Умре тоа време. Умре тоа. Сега, дали јас се сложувам... Да не стендапот и смешките никој не би дошол, дали? Па не би се сложил сега. Ај прашал некој од наша генерација дали не би сакал да ги гледа Delegation и Марта во живо. Не, добро, сега е веќе друга. Или не знам. Да е битно и нокаут нека се звезди. Се сложувам дека е необично и мене ми посметало кога се претерува со тоа. Меѓутоа, еве оваа година нема да биде Сашко Коцев. За жал, снима серија во Белград и нема да успее да стигне. И целиот товар ќе падне на Тино и Атанас, кои веќе се искусни во тоа. Овој веќе по Германија има турнеи као Ролинг Стоунси. Не ми пречи мене тоа, толку ми пречеше дозата. Нели? Кога ќе се предозира, значи мора да се има овако. Сепак да е со усул што е. Сепак таа манифестација се вика Златна буамара на популарноста. Значи не бираме 12 величествени, ги бираше најдобрите. Ние ги бираме најпопуларните. Генерално најпопуларните секогаш не се најдобри, Антонио. А и најдобрите не се популарни. Ненад Стојановски беше најдобар глумец, ама на пазар не го познава. Разбираш? А имаш глумец што ништо не одиграл у театар, ама има подкаст и сите го познава. А не одиграл ништо во театар. И тоа се согласувам. Кога сме кај стендапот и подкастот, сите имаат подкаст и стендап, само ти ни едно ни друго. Во шуке ми е. Прашувам. Да сум размислил, дури сум имал и понуди. И пристојни, и непристојни. Дури имав понуда и да направиме радио во Дојран. Од кој ја ќе се јавувам, да имам YouTube канал. Понуда за подкаст или за стендап? За подкаст, за подкаст. А стендап не практикуваш? Па, Антонио, ја пред 30 години, тоа со гитарата, тоа беше стендап со гитара. Значи, пеј 2 песни од Азра, кажи 2-3 вица, пеј 4 песни од Дугме, кажи 2 анекдоти од театар, ја фактички правев стендап, но тогаш не беше верификуван како сценска уметност во Македонија, не знае луѓето што е стендап. Чекај, мора да те прашам, ќе се вратиме назад. Има ли вистина во приказките дека веројатно заради долг, така е приказната барем, секој сабајле си морал, додека го возат на работа, еден познат скопски бизнисмен на задно седиште, да му правиш стендап, односно да му свириш песни. Какви глупи, зар ти лича мене така? Јас само ти кажувам што се, нешто се ширеше. Тоа бизнисменот се фалел нешто. Една варијанта беше дека е... колку би сакал да е така, тоа е добро за книга. Орце Камчев, мислам, по други извори, дека е Трифун Костовски, упрашај изборувам пред... Трифун Костовски е човек што мене бескрено ме почитува, ниеднаш во животот не ме викнал. Ела у кафана, еднаш со Владче Илиевски покојни, Владче ми се јави, ела бе, Трифуне седнат кај татко ми, вршат се у кафаната у стадион и отидовме. Тоа е можеби единствената вечер кај што јас сум присуствувал на такво нешто. А Орце Камче дека сум свирел у кола. Знаеш кој му свиреше у кола на Орце Камче? Дулеј Коки. Добро, тоа е. Дулеј Коки, он со прајвот джет ги носеше во Австрија на свирка и ги враќаше. Не сме учествували во томе. Добро. Лаши пара, лаши ова. Знам дека подготвуваш нова книга, сега ќе биде логично продолжение на животните приказни, нова биографијата или нешто? Што сум ја крив што имам овој приказни не да раскажам? Или нешто сосема 15-то. Станува збор за книга во која зборувам за 24 грамофонски плочи кои го промениле мојот живот. Така. Кои ми се нашли на живот и од нашето детство. И тоа е биографија, ама поинаква. И што таа година се случило кога излегла Machine Head на Deep Purple? Така. Која јас денес го слушам, Machine Head и Stormbringer, Антонио. Тоа звучи подобро од сите овие. Денес го слушам јас тоа. Исто. Да, и кога им пуштам на младиве да слуша, кои се бе овие? Deep Purple бе, не си чул за Deep Purple, музичар бе, викам, срамно ти се образуваш малце Purple Цепелина. Како може да не знаете Purple Цепелина, рок-н-рол сакате да свирите? Абе, корените се тоа на рок-н-рол, врати се. И кога им пуштам така нешто од Цепелин, да речеме Кашмир или Child in Time, кој ќе чуат прв пат од Deep Purple или ова. Што е ова? Па тоа бе, срце. Тоа, пријателе. Се враќаме на муабетот од почетокот. На што сме растеле ние, а на што растат овие? Да, затоа полека го затвораме кругот. Мора да ти признам, кажи ми, не си од оние нешто што
приметувам, барем ја не забележам дека кистеш на Инстаграм, ама па не си дека те нема. Гледам дека Антонио, морам да прија ли улогата на инфлуенсер? Да, ми прија. Прво ти кажам, јас Инстаграм сум И кажи ми, заработуваш ли, живееш ли од Инстаграм? Можам да заработувам, но се уште не сум почнал. Не живееш на Инстаграм, ама можеш ли да живееш од Инстаграм? Па јас би можел да живеам само од Инстаграм, меѓутоа не е предизвик тоа за мене. Нешто е доброто сега со Инстаграм. Кажам, стига ли некоја парица, тоа сакате? Па сум пробал да видам како функционира, плаќа тоа што си кажува, има една ставка во Инстаграмот се вика инфлуенсер маркетинг. И кога ќе го откуцаш ти мојата адреса на Инстаграм, Инстаграмот ти дава цена колку е еден мој пост, колку чини еден мој пост, спрема број на фоловерси и тоа. И сега стигнав да речеме до некои $700 дека чини еден пост. Меѓутоа јас не заработувам објавувајќи постови, туку кога потпишувам со големи фирми како што имав со Сетек, сега со Телеком. Они го сметаат мојот Инстаграм како поклон, тој ми е поклон за соработката и ќе добијат видео, да ти кажам само дека видеото со Телеком над 1 милион луѓе го гледале на Инстаграм. Значи, ќе признаеш дека на Инстаграм тоа е бројка. Знаеш таа рекламата со бебињата за предрасудите и тоа? Да, зашто зборуваш? Да. И се уште не сум почнал, имам понуди, веројатно ќе дојде еден ден, но некако се не ми личи автосервис Глишо да се рекламира. Така? Се ако дојде да немаме леп да ја, ми автосервис Глишо ги рекламира, Дисконт Боби, се такви многу имам понуди и викам, дечки гледате колку внимателно го водам. Прифатив само еднаш краш правеше за Добро, краш не. За некој чоколадца од наши времења, па најдовме слика, па го измонтиравме чоколадцето у раката и после 30 години истото, ми се допадна како идеја и беше само еден пост. Друго не сум рекламирал. Се слушаат овие од Аваму, се пријави кој инфлуенсер, попуни тоа пријавата. Не сум се слушнал, меѓутоа сега на гости ми беа Стефан Лазаров и Димитар. И веќе направено е тоа здруженијето и веќе се поднесени жалби и тоа и најверојатно ќе бидат усвоени, пошто тоа што го бараат е стварно небулозно. Небулоза е тоа. Не знам кој го составувал, ама не, чекај се, објасни ми ти. Како он мене ќе ми забрани ја да си го рекламирам сендвичара Джина у Дојран. Другари ми се. И Джина и Билјан. Да, сакам да ги објавувам сендвичара Джина. Ни пари, ни катара. Нема ни договор, нема ништо. Како ќе ми забраниш бе ти мене? Но, ако е фирма, некоја што прави пари, или ако е Телеком, например, ако е Телеком, се разбира дека ќе внимаваш, значи, тоа го составувале луѓе што немаат Инстаграм. Ама од тоа пати и државата. Најголеми стручњаци за нешто се луѓе кои никош не го работеле. Тоа му го кажам на Васе, мојот менаџер. Знаеш што е менаџер? Викам Васе. Тој што никој пат не ја работил твојата работа, ама знае поубаво од тебе 10 пати да ја работи. Тоа е. Значи, тоа го составувал некој неук за оваа работа. Не велам дека е глуп и неписмен. Неук за таа работа. Значи, од толку инфлуенсери, па викни бе 2-3 да ја прашај, дечки, како оди ова бе со Инстаграмот? Како заработувате вие? Дај нешто да научиме, да видиме. Ти ома си ставил забрана 10%, 15%. Казни. Шо ќе земеш ти на Мија Костова 10%, 15%? Како ќе земеш? Како ќе докаже Мија Костова дека не е братучетка таа со чорапите што ги рекламира? Прва братучетка ми е. И сега како ќе ми забраните вие? И велат Стефан и Димитар дека ќе се најде мунасип што викаат старите, сепак да биде прифатливо и за двете страни. А дека треба да се реши тој проблем? Треба, затоа што има и ќоро и сакато таму, знаеш, што има се на Инстаграм. Особено тие што мислат дека доверба кај гледачите и популарно се прави со понижување на другите, со уценување, со рекетирање, со бламирање, со така натаму. Со 300 гнасоти што. Прво ние генерацијски не сме такви. Ние не сме конфликтна генерација. Во колку тепачки си учествувал во животот? Па малку, ама сум учествувал. Ба и јас малку, ама тоа не било дека јас сум ги направил, ти не си ги направил, сигурен сум. Си бил присуден кога имало, па си заземал страна и тоа. Абе сега да ти е страв. Ја во Скопје не одам нигде. Мене ми е Скопје најнебезбедниот град на планета. Тебе никој не те тепа, не се секира. Од кај знаеш бе? Абе сигурно. Абе што ти е? Сигурно, не си. Ма ја не се чувствувам убаво шо ако знам дека нема да ме тепа. А зашо би ме тепал? Да. Не се чувствувам пријатно. Затоа ти викам, у Дојран. Абе безбедно, чисто, мирно. Нема бука.
нема дивоградби. Има и кај нас дивоградби, ама нема дивоградби што ти парат очите, мозокот, онака ти ручаш, а од другата зграда те гледаат како ручаш. Ама он е во другата зграда, ама е на метар од тебе. Како бе тоа? Кисела вода и тоа. Да. Се надевам дека овие новиве, што ги викаме ние стално новиве, дека ќе направат нешто во врска со тоа. Веќе ова ми се допаѓа. 2 сообраќајки во Скопје за 24 сата. Многу добро. 2 сообраќајки у Козле имало уедно попладне. А сега у цел град имаш 2 сообраќајки. Сега има друг проблем со ова Safe City, 35 возат сега. Не 49, 35 возат. Сега треба тргнеш сат и пол порано. Тоа е. И ќе си тргнеш сат и пол порано. Абе како ја стигнам на представа на време од Дојран, но не може да стигнат од аеродром. Тоа е тоа. Кажи ми, те плаши ли староста? Или што повеќе, ајде да речам, ако воопшто те плаши, физичкиот крај или можната осаменост, да речем? Што да ти кажам нешто, кога малце ќе влезеш во тој филм. Во тој филм на осаменоста, сваќаш дека толку си добар сам на себе, што не ти се потребни други луѓе. Ти си волк само ти, да речем, подолго време. Да, но кој цел ден е со луѓе. И кога ќе заврши денот, кога ќе се приберам дома, во моето царство, со мојата ферхунде, со мојот лаптоп, со мојата гитара укулеле, тоа е мојот свет, Антонио. Сега некој ќе рече, за жал. Зошто за жал? Зошто? Не им завидувам повеќе на колегите мои со жените, што се во... Не им завидувам, ги жалам. И затоа женење втор пат, тоа сака. Добра, ај вака тогаш да те прашам. Ми влезе у предпоследното прашање. Кажи ми, кога ќе заврши театарот, филмот, не знам како улогите, свирките, се тоа, осем Ферхунде или некое друго куче, маче, со кого би го поминал остатокот на животот? Има ли таква личност? Некоја... Има кандидатки неколку. Ајде да те прашам, може би сестра ти Тања да биде, еве да речеме. Па така најверојатно и ќе заврши нашата приказка. Тања е веќе 25 години и повеќе во Америка и не е среќна во последно време. Тоа што се случува не ја одговара ни на нејзината работа, ни на ништо. Ја терам да се врати барем во Европа, во нејзиниот омилен Париз, каде што има и свој апартман. Тоа барем да бидеме на 2 часа, но сигурен сум дека во новава куќа, јас живеам на првиот спрат, долниот спрат е нејзин, односно ќе биде гостински кога Тања не е тука, но ете тоа е мојата желба. Таа изјави сега дека нејзина желба е да играме заедно во една театарска представа, пошто она е аматер глумец и тоа квалитетен, а па моја желба е да си живееме заедно. Братот и сестрата со слични судбини, останавме без деца, а најмногу сакаме и деца, и животни, и природа, и така натаму. И едва го чекам моментот, сега доаѓа околу 20 март ке дојде, конечно да ме всели во новата куќа. И едва чекам да ја видам, во последно време и почесто доаѓа. Сега е малци изради смртта на Џамбас, доаѓаше така почесто. Куќата, мојата куќа се правеше и тоа. Многу сум среќен кога ќе дојде и откажувам све кога ќе дојде Тања. Во театар се јавив на Кимо, му викам, те молам, тие 10 дена... Не, тие 10 дена не ми стај представи, стај ги предходно, не одбивам јас да играм, но тие 10 дена сакам со сестра ми да проведам што повеќе време. И ете, може би да ја исполнам таа желба. Веднаш ни се понуди Тони Михайловски да ни режира представата, што сакаме да играме. Може би и тоа би било убаво испраќање во пензија. Ем да одам во пензија, ем да ја исполнам животната желба на мојата сестра, што не е ништо страшно да направиме една представа. Не мора ние двајца, не мора биде дуодрама. Нека биде со помалце ликови, но да има и таа една забележителна улога, да имам и јас една улога во која честно би се простил од театарот и да си живееме среќно во Дојран. Оти во Дојран несреќно не можеш да живееш и да сакаш. Кога ја зема Ферхунде, објавив дека вдомив куќа и вага напишав. Ова е Ферхунде и со неа ќе си живееме среќно до крајот на мојот живот. Ако не е Тања, има ли, рече, има неколку кандидатки, нови или некоја стара љубов? Сега ти нови на 63 години, Антонио, знаеш дека ние се враќаме на корените. Знаеш ли кои ми се гледајте светски глумци? Знаеш ли кои ми се највозбудливи? Тие што сме ги сакале пред 30 години, а биле туѓи и бегале од тебе, а сега оните бараат тебе. И
и го сваќам некако као морална победа. Види како Веројатно би завршиле со некоја од времето што ни била бегството завршува со понуда на крај. на крај. Да. Ако нема, ќе се најде. Можеби ќе се најде. Сепак, колку и да ти прија самотијата, има моменти во денот, во годината, кога не ти е пријатно кога си сам. За среќа, кај мене се такви малце. Но сепак на овие години, знаеш, понекогаш стануваш и си викаш, до кога бе, вака бе, са стани, легни. Некој кафе нема да ми свари. Нели? Абе да те опсуе некој. Да те опсуе. Да ме искара што сум ги соблекол патиките без да ги отпертлам пертлите. Абе све е така, ама после третиот ден сваќам дека Нели? Едноставно ние генерацијски не сме родени за бракови. Односно, ние си одлучивме генерацијски... Добре, на 42 се жене, па... Да, па и ти, па... Ептен будала ти, Антонио. Овие што викаат, каде ме се уште за малци? Ја барем на 29 и пол. Ама ти на 42, што би рек Куманов си претераја си га, брат. Игор Жамазов, Да си ми жив и здрав. Ти благодарам што најде време и можност да... Да, инаку да кажам дека сега со Антонио работиме на еден многу интересен проект, смееме да кажеме? Може. Да. Се снима документарен филм за групата Меморија. Ти си првиот бубњар на Меморија или вториот? Првиот бубњар на Меморија. Тоа ќе биде навраќање на едно убаво време во кое Меморија делуваше од незините почетоци, а јас ќе бидам наратор во филмот кој ќе зборува за убавите времиња во кои Меморија стана еден од главните бендови, за убавите времиња од нашата младост, за Предтрговски, за Чичко Стоилко. Да, нема само музички, ќе биде малку и омаж на времето. Мојот дел ќе се потрудам да ги кажеме сите убави места од нашето време. Пожелувам успех на филмот, гледам дека профи се прави и така, и во мај ќе снимаме Морган Фридман ќе видиш нараторот. Нараторот, баш наратор. И баш ми е драго. И ово морам да го кажам за крај. На една бубамара пред 5-6 години, мислам дека е последната што беше на Саем, имаше 2 пред Борис Трајковски на Саем, и цела Меморија во еден ќош седнати си го чекаат редот, пушат тука. Сега, и ја застанала пред нив. Кај сте, Јони? Кај сте, бе, in memoriam? И сите штам. Не, бе, сите се смеја, само газдата знаеш дека он одмазе. А на кого да го кажам, што се умре од смеење си? Викам, 350 години имате заедно, дали сте нормални, бе, диносауруси, гериатри. Види, на овој концертот меморијален што беше. Последниот во Дом на млади, каде што сите постави членови. Да. Таму не 350, таму имаше добри 1000 години. Таму имаше желките од Галапагос беа. Само тројца 350 прават. Да, ете, баш ми е кејф што се сетиле на мене, бидејќи Перо и јас, да речеме, никогаш не сме биле другари. Меѓутоа сме биле колеги како глумци, колеги како музичари. Имало некаков антагонизам кој секогаш се сведувал на добри штосови, духовити чепкања, никогаш на нешто се. Си имаме испокарано, убаво, мушки, ама не е тоа злакрав. Не е тоа. И сега на последната наша средба, кога ми рече дека правиме документарен филм без разлика на све, ти си човекот и готово, и гледаш дека тоа искрено го прави. Тоа е тоа. А шо ме нешто искрено, пожелувам среќа. Ти си стеден за документарец, ама ќе го ставиме. Документарецот за мене се снима веќе 5 години, го снима Гоце Трајковски. И го снимили за 5 години? Па, снимено е се. Па конкуриравме 2 пати. Сакаме да доеме до нешто. Потрошивме пари ние снимајќи го. Меѓутоа на крај пак излезе дека сам ќе си го направам. Гол човек ќе се вика, или обречен човек или умрен човек, некој од моите книги. Најбитно за мене што успеа Гоце да го сними Џамбас, скоро 2 часа Џамбас, зборува не само за мене, го знаеш Џамбас, ти го прашаш за мене, он ти каже за Опатински фестивал 71 и Гоце вика имаме за документарец и за него материјал. Ако правиме. Да, така да од тие материјали од Гоце се надеваме дека сакаме да завршиме сега со моето пензионирање, тоа да видат последните и некако да почне со театар и да заврши со моето пензионирање. Веројатно поклонот од таа представа што ќе биде за моето пензионирање ќе биде и од јавната шпица на документарец. Ми каза пред некој ден се пензионираше, јас сум следна година така да. Да, тука сме, јас другиот јули одам во пензија. Тоа е тоа. Да.
Да си ми жив и здрав, брат. Жив и здрав да си. Се гледаме, ти благодарам што одвои време. Поздрав, дечки. Драги Извини, ако бевме досадни, ама ние сме таква генерација. Се надевам дека не бевме досадни. Се надевам дека слушавте многу нешта кои првпат ги слушате, оти никаде ништо слично како во ништо лично. Останатото, иако е познато, добро е да се повтори, оти повторувањето е мајка и на знаењето, а и на повторувачите. Тоа е тоа. Бидете тука, бидете така. Игор Џамбазов во ништо лично, вашиот домаќин Антонио Димитриевски за 7 дена нови гости, нова возбуда. Чао!